Почитувани ученици и наставници, почитувана министерка за образование и наука Мила Царовска, почитуван градоначалник на град Скопје Петре Шилегов, почитувана директорка на училиштето Маја Салију, почитуван господине Никола Евтимов, раководител на проектот и прв представник на Алкалоид АД Скопје, почитувани медиуми, почитувани присутни. Ме представува и мене голема чест и задоволство што во рамките на заложбите за осовременување на средното стручно образование и негово прилагодување на потребите на пазарот на трудот, денеска ја промовираме дуалната паралелка фармацевски техничар во фармацевската индустрија. Во ова наше средно медицинско училиште на град Скопје, доктор Панче Караѓозов. Со тоа правиме уште еден чекор поблиску до образовен модел по светски терк за намалување на севкупната младинска невработеност. Ја користам оваа прилика да ја изразам нашата увереност дека вложувањето во средното стручно образование ќе резултира со создавање на нови и квалитетни образовни профили и ќе се ефектуира врз растот на националната економија и со справувањето со проблемот на заменувањето на младите надвор од земјата. Сакам да потсетам дека Министерството за образование и наука ја отпочна кампањата Учи паметно, работи стручно како одговор токму на потребите на стопанството, а воедно и како резултат на дефицитот на стручни работници во компаниите во национални рамки. Во проектот за дуално образование се вклучени 46 средни стручни училишта кои ќе понудат голем број различни струки кои одговараат на потребите на локалниот пазар на трудот. Следејќи го овој тренд, на иницијатива на Алкалоид АД Скопје и средното училиште доктор Панче Караѓозов, а во соработка со Министерството за образование и наука, минатата година беше формирана работна група која креираше наставната програма за новото занимање фармацевски техничар во фармацевската индустрија. Наставната програма, верифицирана и одобрена од страна на Министерството за образование и наука, е адаптирана на потребите на секторот фармацевска индустрија и е наменета за учениците од 3-та и 4-та година од секторот здравство и здравствена заштита во средното стручно образование. Ме радува што за оваа струка имаше голем интерес меѓу учениците. Од многобројните пријавени, како што беше споменато, беа селектирани 23 најдобри ученици за да отпочнат со едукација во новоформираната парцијална дуална паралелка, прва од ваков вид во Република Северна Македонија. Наставата за овие ученици паралелно ќе се одвива во училиштето и во компанијата Алкалоид АД, а ќе водат стручни наставници и цертифицирани ментори. Тоа значи дека учениците ќе бидат директно вклучени во работниот процес, со што ќе се стекнат со потребните практични знаења, вештини, компетенции, што ќе им овозможат вработување веднаш по завршувањето на средното образование, доколку за тоа се определат. Ја поздравувам визијата и предприемачкиот дух на компанијата Алкалоид, која ќе обезбеди заштитна опрема, систематски прегледи, топол оброк и месечни стипендии од по 3000 денари за секој од овие ученици во текот на нивното школување. Со ова, компаниите кои изразија интерес да се вклучат во проектот Учи паметно, работи стручно, всушност им даваат можност на учениците од средните стручни училишта да ги усовршат своите вештини преку реална примена, но и да се стекнат со знаење и да се запознаат со културата и навиките на работа во секоја компанија. Со огромно задоволство можам да заклучам дека визијата на владата и на Министерството за образование и наука се потврди како блиска и привлечна за младите, кои многу брзо ја препознаа шансата. За ова зборуваат и бројките по завршувањето на двата уписни рока за оваа учебна година во средните училишта во Република Северна Македонија, каде најголем број од запишаните ученици, односно дури 64%, го одбраа токму средното стручно образование. Ја користам оваа прилика на сите ученици да им посакам успешна учебна година, која ќе им отвори нови видици на патот кон идната професионална определба. На наставниците им посакувам успешна настава и во оваа учебна година која настави
пред нови предизвици и им се заблагодарувам за досегашното посветено спроведување на нивната благородна професија и максимална грижа за одржување на здравствените протоколи. Оваа учебна година ја отпочнуваме со физичко присуство на учениците во училишните клупи, согласно анкетите кои покажуваат дека отварањето на училиштата за настава со физичко присуство е најпосакуваната одлука. Владата, заедно со Министерството за образование, ги вложи сите напори во обезбедувањето здравствено безбедни средини за учениците. Сакам уште еднаш да порачам дека за да се спречи ширењето на COVID-19, во училиштата потребно е максимална одговорност на сите и почитување на планот и протоколите од страна на сите учесници во воспитно-образовниот процес, од учениците, наставниците, родителите, па се до општините. Ви посакувам посветено и одговорно учење и работа. Честитки и успешна школска година на сите.